К15! Почитувани гледачи, добар ден! Денес имате ексклузивна можност од прва рака да ги чуете плановите на владата за прихранување и подхранување на поедини политичари, од кои се очекува поголем прираст и придонес за себе лично, но и за општеството во поширока смисла. Нормално тоа не би можело да се изведе без донесување на некој адекватен закон и нормално без помош на нашата млада армија и дивната војска. По тој повод, денеска во студиото го поканивме министерот за одбрана, академик доктор Никола Клюсев, човек со големо животно искуство, а особено во областа на размера на мали и јагниња за покрупна стока. Почитуван министре, за почеток би ве запрашала до прашање во врска со ова. Колку месо е потребно за да почне да функционира овој закон? Република Македонија треба да увезе 2000 тони телешко месо, 2000 тони говедско месо, 2000 тони свинско месо. И јас на самата влада реков, па добро, ние може да ја прифатиме па одлука на влада, само под услов да се откупат сите наши вишкови во говедско и телешко месо. Па дали сте вие подготвени за све ова? Ја реков, нешто зрее, нешто ферментира. Што се содржеше рецептот за еден ручек? Тоа. Колку месо употребивте? 2000 тони телешко месо, 2000 тони говедско месо, 2000 тони свинско месо. А сами го измисливте овој рецепт или некој ви помагаше? Ни се придружија и во саветодавна улога ни за земји членки на НАТО, посебно водечките земји, Соединените Американски држави, Велика Британија, Франција, Германија. Тука се стави на располагање и знаењето на една голема екипа, тоа е програмот на MPRI, што го раководи генералот Грифитс. Некого посебно да истакнете? Амбасадорот на НАТО. Па добро ве молам, кој ќе го јаде ова целото? Целиот наш врв, председателот на државата, премиерот, нашиот генерал штаб, министрот заедно. А дали е точно дека некој од министрите изел дури 29 плескавици? Не е тоа точно. Дали имате план за правење тесто за палачики? Има само еден план, кој е процес на стално дотерување. Ја го рекав, тоа е време на ферментација. Дали требаше тестото да стаса? Ја реков, нешто зрее, нешто ферментира. А колку јајца употребивте? Од тие 94 што ги имавме добиено, 84 се сложија сите. И колку палачики ви искочива? Од 120.000, колку беше првичната замисла на некои наши предходници, ние се световме на 60.000. Господине министре, али искрено да кажете, имавте ли апетит? Пошто ние не се занесувавме со некои така апетити да... А кој јадеше палачики со мед и со чоколада? Председателот на државата, премиерот. И сега? Сега само успеси се жнеат. Се извинувам, јас од собствени извори разбрав дека кај некого палачиките предизвикале грчеви и диареа. Дали е тоа точно? Недвосмислено создадува една клима на нови грчеви неизвестности, но чинам дека се стишува тој напон. Господине, ама некои стасале до операциона сала? 15 операции ви ги извршена денеска. А другите луѓе? Луѓе се закрепнуваат, си одат дома. А има ли некои други проблеми? Некоја забелешка? Се разбира. Ако ја интересира, најголемата забелешка беше дали ќе може Македонија финансиски да го издржи тој товар. Колку е цената на палачиките? Едната нуди 51 динар, другата 54 динари. А колку луѓе учествуваа и колку заработивте ако не е тајда? 1000 екземплари по 51 динар, тоа се 50.000. 2000, 100 и 2000, така? Така. И сега како ќе ги поделите парите? 50-50. Почитуван министре, ви благодарам, а вас, почитувани гледачи, тоа ви е. Повеќе среќа ви пожелувам во наредните емисии. К15!